Градење објекти од тврда градба на самиот брег на Дојранското езеро, вклучително и патеки, е штетно за биодиверзитетот и не дозволува природно прочистување, велат биолозите. Вакви ставови се споделени во повеќе научни студии, а слични се забелешките и за Охридското езеро. Изминатите денови Охридското езеро на брегот испрли тони пластика и друг отпад, а само прочистување имаше и на Дојранското крајбрежје, иако само вегетација. Овие трски и останата вегетација езерото ги сфрлило на брегот на Дојран. Токму затоа експертите сметаат дека многу е важно крајбрежјето да биде чисто, за да може езерото и само да се прочистува. Вегетацијата е проблем за квалитетот на водата во Дојран. Дел од неа треба континуирано да се чисти, поради што општината ќе распише и меѓународен тендер. Со овој проект, освен бенефитот за езерото, што е најбитно и најважно во сето ова, со расчистување на таа бујна вегетација ќе добиеме и огромен бенефит за посетителите, за туристите, односно ќе го расчистиме цел тој внатрешен дел, така што нема да имаме бујна вегетација кај што се капачите, ќе донесе самото прочистување и одредени количини на песок кои што ќе се искористат за попесочување на плажите. За понатамошно одржување на езерото, општината ќе добие багерна вода. Инаку, за подобрување на состојбата со езерото, владата и додели на општина Дојран повеќе од 1 милион евра.